Продолжува реконструкцијата на улиците во населбата Керамидна. Во моментов се работи на 130 метарската улица Колечауле, на која денеска градоначалникот Чадиев изврши увид. Понудениот изведувач на теренот Делтапром ја рамни улицата, потоа ќе преминеме кон тампонирање и завршна фаза цементирање на улицата. Истовремено, по завршувањето на тој сегмент ќе се потрудиме да и споредната улица направиме, со тоа го заокружуваме за оваа година процесот на работење во населба Керамидна. Ова е втора поголема улица што ја правиме во Керамидна, имаме 3 помали споредни улици направено. Во наредниот период, доколку дозволи времето, јас се надевам дека за 7 до 10 дена ќе биде завршена и оваа фаза на улицата и со тоа дефинитивно ќе го завршиме и ќе го решиме овој горшлив проблем на жителите што живеат на овој дел од градот. За идната година од локалната самоуправа најавуваат реконструкција на уште 3 улици во населбата Керамидна. Овие улици треба да влезат во општинската проградба за изградба и реконструкција на улици за идната 2014 година. Овој сегмент чини околу 800.000 денара, меѓутоа доколку има потреба, согласно законските определби ќе направиме и анекс на договорот за да можеме целата да завршиме комплетно и за да не се повраќаме повторно назад за да реконструираме и да додаваме за идната година. Затоа што идната година не очекува и завршување на улица Сараевска, дефинитивно да биде завршена улица Сараевска, завршување на Љубен Весов со поплочување. Значи токму оноа што е карактеристично и што мораме да интервенираме и останатите населени места и останатите во општина Велес. Овој период привршува градежната сезона, па Чадиев вели дека преостанува да се направат уште улицата за поврзување на градинката Кажаба зграда со поранешната улица Ленинова, како и завршување на останатите започнати проекти, како од десната, така и од левата страна на градот. Градоначалникот Чадиев сериозно да се замисли зошто јавните расправи за нацрт програмите поминаа со минимален број граѓани и речиси без дебата. Ова денеска му го порачаа советниците од опозицијата на градоначалникот, наведувајќи дека јавните расправи поминале само како проформа. Нацрт програмите биле представени од страна на општинската администрација, а кај граѓаните многу ретко се јавила желба да изнесат свој предлог или став. Во повеќе од половина испразнетата голема сала на општина Велес, од страна на малкуте присутни, повеќе се молчеше од што се говореше. Прашуваме зошто? Зошто градоначалникот Славчо Чадиев не одговори на ниту една од забелешките и прашањата на председателот на местната заедница од село Горно Оризари, кој беше еден од ретките дискутанти на јавните расправи. Зошто јавните расправи поминаа, според нас, а и според многумина, проформа, колку да се рече дека се одржале и поминале? Каде е реалната и отворена дебата за еднината на општината и низините приоритети и потреби? Советничката група, предводена од СДСМ, смета дека презентацијата поминала на брзина. Неколку од програмите пак биле презентирани заедно во една презентација и тоа само во неколку минути. Иванов вели, опозицијата и тоа како го разбира молкот на граѓаните, кои не знаат што се ќе остане само ветено по ребалансот на буџетот кој допрва следи. Председателите на местните и урбани заедници и здруженијата на граѓани, со исклучок на неколку темина, се многу задоволни од она што го планира локалната власт, па немаа за што друго да се залагаат, да кажат, да предложат или да дополнат. Или пак, се е под партиски превес, па како што се именуваат или поставуваат за директори партиски подобни личности, како и председатели на местни и урбани заедници, скоро секаде се членови или симпатизери на владеачката партија. Ова се коментарите на велешани, кои јавно говорат под јаворот во центарот на градот и на другите собиралишта. Од СДСМ денеска и порачаа на локалната власт конечно да го разбере молчењето на граѓаните кои велат и испраќаат многу сериозна порака со ваквата постапка. Во општина Градско ќе биде отворен објект за згрижување на деца од предучилишна возраст. Станува збор за уште еден објект кој ќе биде под капата на детската градинка Димче Мирчев. Ваквиот потек го најави председателот на општинскиот совет Александар Колев, а е резултат на веќе донесената одлука за меѓуопштинска соработка помеѓу Велес и Градско. Една од планираните соработки во делот на градинките, односно на заштитата на децата, каде се планира на една од наредните седмици носење и посебна точка која што ќе предвиди отворање на
клон при градинката Димче Мирчев, меѓутоа клон кој што ќе функционира во општина Грацко. Предлог одлуката за меѓуопштинска соработка Советот ја изгласа на последната 10-та седница. По ова ќе следува склучување на договор за реализација на истата. Колев вели дека ќе бидат превземени активности на сите нивоа, каде ќе биде отворена можност за соработка помеѓу двете општини. Станува збор за соработка на повеќе нивоа, соработка во која капацитетите на општинската администрација при нашата општина Велес ќе бидат ставени на располагање на потребите на граѓаните на општина Грацко. Таквата можност за меѓуопштинска соработка е регулирана и дозволена со закон. Ние ги користиме тие законски можности да склучиме посебни договори за сите сегменти во кои што ќе биде потребно помош од страна на нашите административни работници во општина Велес до општина Грацко. Соработката помеѓу двете општини ќе биде остварена преку формирање на заедничко работно тело. Дел од целите кои се очекуваат да бидат постигнати со истата е да се заштитат трошоци преку придонесот на секој од партнерските општини, зголемено ниво на ефикасност и ефективност, како и квалитетно и навремено служување на граѓаните. Советниците од опозицијата реагираат на вчерашните изјави од страна на председателот на Советот Александар Колев. Прашуваат зошто градоначалникот Чадиев не ги предложил измените на програмите за 2013 пред 4 дена. Со тоа велат дека ќе се отворил простор Советот на две посебни седници овој месец да расправа за значајни прашања како што се ребалансот и програмите за идната година. Му порачаа на Колев дека статутот и деловникот за работа никаде не пропишуваат колку точки на дневен ред може да брои една седница, но затоа пак смета опозицијата, седниците треба да пружат конструктивна дебата и решенија во интерес на граѓаните. Како председател на Советот, цениме дека упорно ја пропуштате можноста да се издигнете на дневната политика, штитејќи ги Советот и советниците, а посебно мислењата и ставовите на колегите советници од опозицијата, му порачаа со писмениот допис советниците предводени од СДСМ на председателот Колев. Од 2015-та започнува законската обврска за рециклирање на електронскиот отпад, речните корита, депониите покрај патиштата. Ова се местата кои изобилуваат со опасен електронски отпад. Законот предвидува од 2015-та компаниите што произведуваат, увезуваат и продаваат електрични апарати и електронски уреди по нивно искористување да мора еколошки да ги рециклираат кај специјализирани колективни фирми. На јавната расправа со Стопанската комора, министерот за животна средина истакна дека програмата за управување со овој вид на отпад треба да даде одговор каде оваа опрема треба да заврши. За таа цел ќе се формираат колективни постапувачи и ќе го третираат овој отпад. Адеми тврди дека имплементацијата на програмата за управување со електронски отпад нема да ги зголеми трошоците на компаниите. Меѓу другото, целта на оваа програма е и осогласување со директивите на Европската унија во поглед на управување со електронскиот отпад. За непочитувачите на одредбата ќе следуваат и казни. Обврска за секоја компанија што ќе профитира од ваков тип на опрема ќе мора да обезбеди дека истата ќе има каде да ја рециклира откако ќе стане неупотреблива. Вкупно 9 кривични дела регистрирала Велешката полиција во изминатата недела. Од нив 2 се тешки кражби, од кои една во обид, 4 дела кражба, едно кривично дело уништување или оштетување на јавни инсталации, едно кривично дело предизвикување на општа опасност и едно кривично дело разбойништво. При извршените кривични дела тешка кражба и кражба одземени се пари, метални предмети, техничка стока, како лаптоп, компјутери и друго. Изминатава недела регистрирано и едно нарушување на јавниот ред и мир со физички напад. Во полициската викенд контрола на локалите за присуство на малолетници во нив после полноќ во деновите 26 и 27 октомври во времето помеѓу полноќ и 2 часот наутро не биле констатирани прекршоци или кривични дела. На територијата на секторот за внатрешни работи од Велес случени се и 9 сообраќајни незгоди, од кои 5 на отворен пат и 4 во населено место. Причините за сообраќајките дополнително ќе бидат утврдени, а во нив едно лице се здобило со телесна повреда. Полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведе и 3 акцијски контроли од делот на сообраќајот, при што констатирани се повеќе прекршоци. За време на викендот полицијата регистрирала и едно кривично дело кражба, едно разбойништво и 2 сообраќајни несреќи.
21.108 денари е просечната месечно исплатена нето плата по вработен во август годинава, а 30.990 денари е месечната бруто плата. Во август годинава исплатената месечна бруто и нето плата е зголемена за 0,7% во однос на истиот месец минатата година. Според статистичките податоци, зголемувањето се должи на зголемувањето на месечната исплатена нето плата по вработен во секторите транспорт и складирање за 7%, други услужни дејности за 6,7% и рударство и вадење камен за 5,6%. Изголемувањето на месечната исплатена бруто плата во секторите транспорт и складирање за 6,7%, рударство и вадење камен за 6,6% и други услужни дејности за 6,6%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпади и дејности за санација на околината за 4,7%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 3,8% и транспорт и складирање за 3%. Додека пак зголемување на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен е забележено во секторите снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпади и дејности за санација на околината за 4,9%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 4,4% и објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 2,3%. 1,5% од вработените во Република Македонија во август годинава не примиле плата.